Благ пат на трошоците во јули. Синдикалната минимална кошница месецов чини безмалку 68.500 денари, што е за 156 денари помалку во споредба со јуни. Најголемо кратање од 108 денари има кај храната и пијалоците. Пат бележи и транспортот, зашто граѓаните во јули потрошиле 48 денари помалку, споредено со претходниот месец, што главно се должи на промените на цените на горивата. Во сите останати категории, трошоците остануваат исти. И покрај зголемувањето на цените на енергенсите, на нафтата и нафтените деривати, ние останавме како земја со најниска цена на нафтените деривати и нафтата во Македонија, меѓутоа и најниска цена на основните прехранбени производи, а тоа го покажува и стапката на инфлација за претходниот месец. Набавните и продажните цени на основните производи се главна тема и на денешната средба со производителите и дистрибутерите. Ако имаме така наречени војни профитери во вакви услови, кои сакаат да спечелат на грбот на граѓаните, ние имаме законски мерки кои можеме да ги употребиме и тоа го кажуваме на секој состанок со медиумите и на секоја средба со медиумите. Нема да толерираме некоректно однесување пред се према граѓаните. Од СДСМ пак вела дека секој ден е нов ценовен шок за граѓаните. Мицковски не донесе ниту една мерка за работниците, за социјално ranливите граѓани, во сред криза ги остави да преживуваат и да го бројат секој денар за живот. Секоја негова мерка доаѓа предоцна. Секоја мерка е неефикасна и наместо да ги намали цените, го слабее буџетот и им носи дополнителни приходи на одредени компании. Мицковски делува повеќе како застапник на приватните интереси, отколку како премиер кој треба да ги штити граѓаните. Државна статистика измери раст на инфлацијата во јуни од 3,4%. Мартин Арсов, Сител телевизија.